Пуштен во употреба реконструираниот магистрален пат Охрид Свети Наум со инвестиција од 11,7 милиони евра во должина од 24,3 километри, непосредно пред почетокот на летната туристичка сезона. Испраќаме силна и јасна порака. Македонија се гради без многу врева, без партиски бизнес спектакли, со план, визија и многу работа, истакна премиерот Христијан Мицкоски од Охрид. Но ова денес не е само пуштање на пат. Ова е уште една потврда за определбата на владата. Да се гради без многу врева, без партиски и бизнес спектакли, со план, со јасна визија и многу работа. Во моментов, паралелно се градат неколку клучни патни правци. Автопатот Кичево-Охрид силно се забрзува. Делниците Тетово-Гостивар и Гостивар-Букојчани се активни, а се работи и на подготовка за градба на делницата Букојчани-Кичево. Тоа значи дека целосно го затвораме автопатниот прстен во Западна Македонија и тука не застануваме. Вице-премиерот Николовски потенцира дека овој пат не бил реконструиран ни чепнат на одредени делници од годините кога за прв пат бил правен. Овој пат практично не беше реконструиран и не беше чепнат на одредени делници од годините кога прв пат бил правен, кога во поранешната држава генералот Карангелевски практично го пробивал овој пат. Од тогаш до реконструкцијата не беше чепнат најголем дел од патот. Еве го сега завршен, реконструиран и, како што кажав, во можност да помогне на туристите и на жителите полесно да комуницираат. Со овој модерен пат полесно и побрзо ќе можат да стигнат луѓето кои што живеат на овој дел од озерото, но исто така и туристите ќе можат многу полесно да комуницираат. Веќе ова е исклучително важна делница, веќе представува патна врска меѓународна со Република Албанија. Исто така е пат кој што возможува многу полесен и подобар пристап до комплексот Свети Наум. Реконструираната, проширена и партерно уредена делница Охрид Свети Наум отвора нови хоризонти за охридскиот туризам. Новиот пат значи побезбеден пристап на туристите од и кон Охрид и плажите долж ривиерата. Со реконструкцијата на оваа главна туристичка сообраќајна делница која започна во август 2023 се подигнува безбедноста во сообраќајот од Охрид до Свети Наум, но исто така овој магистрален пат има и регионално значење, бидејќи представува патна врска со Република Албанија. Нина Ритоновска, Сител телевизија.